Со надеж дека во јуни ќе добие датум за пристапни преговори и Македонија го одбележа 9 мај, Денот на Европа и Европската Унија. Секретаријатот за европски прашања го организираше традиционалниот ЕУ појадок заедно со амбасадорите на земјите членки на Унијата, амбасадорите на земјите од Западен Балкан и поранешни сегашни домашни политичари и дипломати. За значењето на Европа и децениската успешност на Унијата да се справува со сите кризи, говореше вице-премиерот за европски прашања и домаќин на настанот Бујар Османи, нарекувајќи ја Унијата најдоброто нешто што се случило од Втората светска војна наваму. But no matter of the type, size and wideness of the crisis, European Union and its member states during the decades of its existence were always finding a way to consolidate and absorb the impact of the crisis. Османи пред дипломатите изрази надеж дека Европската Унија во јуни ќе и даде на Македонија датум за почеток на пристапните преговори. За предизвиците на Европската Унија, од социјалната политика до климатските промени, говореше и евроамбасадорот во Скопје Самуел Шбогар, кој рече дека еден од тие предизвици е и единството на Европа. I see the same need of search for unity here in North Macedonia. It is time to demonstrate unity of purpose and goal and intensify the work, first to start the accession negotiations and second to progress in negotiations fast forward. This is what all parties in the parliament proclaim. This is what your citizens expect you to do. Шбогар додаде дека денеска не може да вети дека во јуни ќе бидат отворени преговорите со Македонија, но вети силна поддршка. На ЕУ појадокот учествуваше и новоизбраниот претседател Стево Пендаровски, кој во своето обраќање стави акцент на престојните европски избори, кои се многу значајни за Македонија, како што рече, како кандидатка за членство и додаде оти се надева дека ќе победат проевропските сили. Waiting for good news from all European capitals in the last 10 days of this month and waiting to work with all of you. I would like to congratulate to all of you Europe's Day and to have many successful gatherings of this type in the near future and of course to hear good news in the next month from the European capital, from Brussels. На денешен ден пред 69 години Роберт Шуман го презентираше предлогот за создавање на организирана Европа, како опција за одржување на мирот на совојните разурнатиот и поделен континент. Предлогот, попознат како Шуманова декларација, се смета за почеток на формирањето на она што денеска го знаеме како Европска Унија.